Денеска во кривичниот суд во Скопје ќе продолжи судењето за убиството и грабнувањето на 14-годишната Вања Ѓорчевска од Скопје и 74-годишниот Панче Жежовски од Ведес. Јавното обвинителство треба да започне со изведување на доказите, продолжувајќи ја постапката по сериозниот случај што предизвика големо внимание во јавноста. На претходното рочиште сведочеа Зорица Ѓорчевска, мајката на Вања, како и Ана Киркова, ќерката на Жежовски и нејзиниот сопруг Тодор Кирков. 16-годишно девојче почина во клиничкиот центар на Универзитетот во Сараево откако се појавиле тешки компликации по стоматолошка процедура извршена во приватна ординација. Според медиумите, девојчето, придружено од своите родители, побарало стоматолошка помош поради силна забоболка, но по вадењето на забот нејзината здравствена состојба брзо се влошила. Гнојот од забот предизвикал сериозна инфекција која се проширила по вратот и довела до сепса. Иако лекарите во клиничкиот центар на Универзитетот во Сараево вложиле максимални напори за да ја спасат, компликациите биле фатални. Обвинителството на кантонот Сараево потврди дека е информирано за случајот и се преземаат мерки за утврдување на околностите на смртта. Израелската армија соопшти дека во воздушен напад го убила командантот на единиците за беспилотни летала на Хамас во северниот дел на Газа, Махмуд Алмабух. Според израелските одбранбени сили, Алмабух бил одговорен за нападите со дронови врз Израел и израелските војници во Газа, пренесува Times of Israel. Дополнително, израелските одбранбени сили објави дека ликвидирала оперативци на Хамас во Џабалија за време на борба лице в лице и во воздушни напади. Израелските сили извршиле напади со дронови во Рафа, таргетирајќи келија на вооружени терористи кои планирале терористички напади, се наведува во соопштението. Северна Кореја соопшти дека околу 1,4 милиони млади луѓе се пријавиле да се приклучат или да се вратат во војската оваа недела, обвинувајќи ја Јужна Кореја за провокативен напад со беспилотно летало што ги заострил тензиите до ниво на војна. Според официјалното севернокорејско соопштение, студентите и младинските организации се решени да учествуваат во светата војна против непријателот. Оваа масовна мобилизација доаѓа во време на зголемени тензии на Корејскиот полуостров. Во минатото, Северна Кореја исто така објавуваше за голем број доброволци во војската, како што беше случајот во 2022 година, кога 800.000 граѓани се пријавија за борба против Соединетите Американски држави, а во 2017 година 3,5 милиони се приклучија на армијата. Според податоците на Меѓународниот институт за стратешки студии, Северна Кореја има 1,28 милиони активни војници и околу 600.000 резервисти. Председателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, побара од лидерите на земјите членки на Европската унија да депортираат илегалните имигранти во центри надвор од границите на унијата, каде што ќе чекаат одлука за можен азил. Ова барање доаѓа во контекст на пристигнувањето на првите илегални имигранти од Италија во таков центар во Албанија. Фон дер Лајен истакна дека Европската унија не е ефикасна во отстранувањето на лицата кои незаконски влегуваат во унијата и предупреди дека миграцијата ќе остане голем проблем поради глобалните кризи. Во писмото до лидерите на Европската унија, таа ги поддржа барањата на Унгарија и Полска за затворање на границите, како и на Франција, која побара мерки за спречување на илегалната имиграција. На самитот на Европската унија, лидерите ќе дискутираат за проблемот со неконтролираниот прилив на имигранти, кој влијае на политичката стабилност во државите членки. Фон дер Лајен нагласи дека е неопходно да се спречат организираните криминални групи од носење на илегални имигранти на границите на унијата, а истовремено укажа на успешната соработка со Тунис и Либија во намалувањето на мигрантските приливи.